Благодарам, поштувани граѓани, поштувани медиуми. Вчера обелоденивме скандал каде што власта најбрутално сака да ја продаде АД Славија, односно акционерско друштво Славија, за 218.535 евра. А целата Славија, како што знаете, има имоти и објекти вредни над 20 милиони евра. Без официјална проценка на државата, без проценка на владата, без ништо. Владата ја мести АД Славија за продажба на нивни блиски луѓе, топтан да го земат целиот имот за 218.535 евра. Фато на Сани од СДСМ и владата вчера има обид да го замаскираат потенцијалниот криминал кој би се случил со продажбата на акционерско друштво Славија, закажана, замислете, на 2 дена пред новата година, мислејќи дека никој нема да види и да чуе. Најпрвен, јавно кажаа дека имотот на АД Славија немал вредност и бил претходно распродаден и затоа акцијата паднала од 1700 на 51 евро. Не е точно, тоа што е распродадено е јавно распродавано за да се отплаќаат долговите кон доверителите и оние кои што имаат поварување. Затоа сега се што е останато со многу малку долг во споредба со тоа што претходно го имало. Да се разбереме, ова е брутална лага. АД Славија има прилично вреден атрактивен имот и земјишта и затоа сакаа да го земат за само 218.535 евра. Само оваа зграда позади мене, заедно со пропратните објекти, според процените од 2016 година чини над 9 милиони евра. Објектите, како што е управната зграда, магазините, старите и новите и другите пропратни објекти на ова земјиште тука, чинат дури 9 милиони евра на површина од околу 40.000 метри квадратни. Земјиште на кое што се наоѓа тука, кое е во постапка за приватизација од државна да стане собственост на АД Славија, тоа преку службата за имотно-правни односи. Со приватизацијата на земјиштето, дополнително би се зголемила вредноста на овој имот и земјиште позади мене, кое што и самите можете го снимите, за уште неколку милиони евра. Сега, јавно прашувам, дали само овој имот и управна зграда позади мене чинат 218.535 евра. Не, чинат 9 милиони евра, за сега, ќе чинат уште повеќе само оваа зграда и тоа што сака власта го направи е да приграби државен и народен имот за ич пари. Во најава е груб криминал, во најава е брутално распродавање на имотот на граѓаните за смешна цена, дури 100 пати под продажната, и тоа во период кога се менуваат две гарнитури во СДСМ и во владата, за нормално самите мислат дека никој нема сноси одговорност. Се знае, ќе отиде во рацете на некој близок до картелот на власт. Да предупредам, одговорност ќе има доколку се случи ова. Институциите да не спијат, оние кои што седат во фотелите во антикорупцијска, да не спијат, да не играат видеоигрици по цел ден на работа, туку да излезат и да се произнесат по ова прашање за оваа криминална продажба која што треба да се случи. Повик и до сите оние кои што се во институциите се против оваа продажба, апелирам до свесните луѓе во институциите на државата да на било кој начин ја спречат оваа криминална продажба која што сака да ја направи власта. Без разлика дали се поврзани со АД Славија или не. Благодарам. Дали има прашање? Ајде да појасниме. Директорот на Агенцијата за одземен имот вели не се продава имотот, се продаваат акции. Објасните го. Не знам, ја не би можел ова да го објаснам, треба тој да го појаснява, најверојатно не знае што работи, не знае зошто е ставен таму. Зошто го велам ова? Со самото продавање на акциите, на управувачкиот дел од акциите, бидејќи принципот на продажба ќе биде се или ништо. Тоа е принципот на продажба на акции. Практично целиот управувачки пакет на АД Славија ќе биде откупен за 218.000, односно е планиран да биде откупен за 218.000 евра. Со самото тоа, со управувачкиот дел од пакетот од акциите, на тој нов собственик или фирма ќе припадне се она кое што го поседува Славија. Од имот, од земјишта кои што се во фаза на приватизација, да припаднат на АД Славија и се останат. Имате ли информација во моментот колку изнесува
долгот, бидејќи цело време Да, вчера потенцирав, веднаш би одговорил. Вчера излегува да со некои груби лаги дека долгот бил 17 милиони евра и така натака, не е точно. Долгот константно е намалуван во АД Славија и сега долгот останат некаде помеѓу, според нашите информации, сепак тоа треба да има и официјална проценка, но и од Државниот завод за ревизија извештај, некаде помеѓу 3 и 5 милиони евра. Така да, тоа што го говорат, 17 милиони евра не е точно. Голем дел од обврските на АД Славија се исплатени изминатите години. Она кое што во моментов е важно е дека и со таков долг од 3 до 5 милиони евра, еве и да се 5 милиони евра, сакаа да продадат имот кој што вреди 20 милиони евра. Еве да го минусираме од тие 20 милиони евра, тој долг од 5 милиони евра, пак вредноста на имотот останува 15 милиони евра. И акцијата наместо биде 51 евро, би била неколку илјади евра. Од агенцијата велат дека тоа што ќе се продаваат акциите понатаму ќе резултира со отплатување на долговите, како и кон вработените кои биле во тие предпријатија. Што мислите за тоа? Да го прашам Фато Насани каде учел математика најпрво. Втора работа, не ми е јасно како со продавање на фирма која што ја продава 218.000 евра, еве под неговата предпоставка ќе исплати долг од 17 милиони евра како што вели самиот дека го има. Не ми е јасно. Иако не е толкав долгот. 5 милиони евра долг не може да го исплати со продажба на фирма за 218.000 евра. Не е толкав долгот и не може да се исплати долгот со продажбава од 200.000 евра. Смешно е. Ова е планирано, темпирано пред нова година во промена на две гарнитури само за да го земат блиски луѓе до власта за смешна цена.